Следите уште една нова епизода од Новинарски муабети. Денеска со мене во студио на моје огромно задоволство е Деница Чадиковска. Ќе говориме за интересни теми, пред се ќе малку твојата биографија развиеме и зошто си во новинарството. Верувам дека не си случајно од сето она што го имаш дадено и направено во однос на јавниот интерес. Мислам, мојот заклучок е дека си сосема оправдано во новинарството и си еден од оние млади новинари кои што секако оставаат најголем трак и белег во денешното новинарство и си многу инспиративна, мислам, и за другите новинари. Ова го кажувам како субјективен впечаток. Ти благодарам што одвои време денеска да бидеш тука. Ти благодарам многу за поканата и за комплиментите. Како почна твојата приказна со новинарството? Со однос на тоа дека си дете на родители кои што се новинари и предпоставам дека и нели потекот бил голем и поддршката од страна на родителите да се бавиш со новинарството, но еве дали од мала, да кажам, кога ти се јави таа идеја дека ќе станеш новинар? Да, јас потекнувам од цела фамилија на новинари или луѓе кои што се бавеле со нешто поврзано со новинарството. Дедо ми сам кој го немав ни упознаено бил режисер во јавниот сервис. Имам вујковци двајца кои се новинари, татко ми се разбира, мојата маќа, мајка ми исто така има работено како новинарка, всушност мајка ми и татко ми си имаат запознаено во Сител, што е многу интересна приказна. Мислам, многу кратко работела, но како и да јас буквално израснав со новинарството. Многу голем дел од детството го поминав и во телевизијата А1, каде што буквално бев сведок на се што се случуваше. Потоа во средношколските денови бев сведок и на затворањето на А1, кој што беше навистина многу травматичен период за целата фамилија, мислам и тие што беа директно вклучени, тие што беа индиректно вклучени. И мислам дека тогаш, бидејќи на своја кожа ги осетив, мислам преку татко ми, ги осетив последиците од тоа да се зборува гласно и без страв против неправдата и корупцијата. И бидејќи бев мала и не доволно зрела, мислам дека тогаш беше моментот каде што реков никогаш јас со ова не би се бавела, иако секогаш ми било многу интересна работа и секогаш со нетрпение сум ги чекала вестите на еден да дојдат и највечер пред заспивање сум го молела да ми раскажува што дента се случило во светот на корупцијата во Македонија, како приказни за заспивање, но тоа многу ме уплаши и мислам дека тогаш ја затворив таа врата и реков ова не е за мене, бидејќи гледам по мојата фамилија кои се последиците што може да се случат доколку го работиш ова на исправен начин, бидејќи можеш да го работиш нели на неисправен начин, каде што целта ќе ти биде да се збогатиш, да се стекнеш со моќ, со слава и да не направиш буквално ништо добро за општеството и најверојатно многу полесно ќе поминеш отколку луѓето што ќе го прават тоа од вистинските причини. Потоа се запишав на психологија, сакав да бидам психолог. Заминав во Америка на work and travel, како многу деца од мојата генерација и бев убедена дека ќе се селам од државава, дека тука се е катастрофа, разочарана од се, вклучително и ова што се случи со А1, секако имаше голямо влијание и решив да си заминам, но во Америка сватив дека тоа не е толку едноставно, дека ниедно место не е како дома, дека јас сум човек кој што е многу поврзан и со фамилијата, и со државата, и со градот и едноставно нема да можам среќата да си ја најдам на друго место освен тука. Од друга страна, тука беше ситуацијата навистина лоша, мислам имаше и промена на власта, но сите гледавме дека ништо не се менува. Ова е некаде 2018. Так. Имавме веќе едно дефетистичко размислување и тука со другар ми Давид Илиевски, кој што беше заедно со мене и во ИРЛ и во КРИК, една вечер памтам разговаравме што да правиме, бидејќи со ништата наши за заменување од државата полека умираат. И што ќе правиме ако останеме тука, дека навистина во небрано се чувствувавме, буквално си притиснат. Од една страна сваќаш дека ова што цел живот си сакала да го направиш не е опција, од друга страна се викаш како ќе продолжам тука да живеам. И рековме добро, ајде нешто да направиме, ако веќе одлучуваме дека ќе останеме, да направиме нешто добро. Нешто било што, тогаш бевме многу млади, многу полетни, мислевме дека планини ќе поместуваме, дека ќе го смениме светот. Се споивме со уште тројца колеги наши од КРИК и почнавме да правиме младинската емисија КРИК, која беше спонзорирана од BBC и добивме и обука од BBC, која што беше многу корисна за однос пред камера. И слично, многу бевме тврдоглави, многу бевме и наетливи. Поддршка искрено
Моите родители беа многу против. Поради лекциите што така, си ги научивме. На собствена кожа, да. Беа против моја влегување во новинарството. И потоа, искрено, следам, сам се премотувам, нели? Така. И дојде до овој стадиум кога можам да кажам дека си една од најпрепознаените и најпризнаените новинарки кои што се бави со професионално новинарство во Македонија. Тоа е навистина така. Оно што сакав да те прашам и сега ме инспирира и ме потикна, колку се разликува она идеалистичкото тежиште кон новинарството кој што сите ние сме го имале пред да се бавиме професионално со новинарството и да живееме од новинарство, затоа што сите ние сме можеби јас тоа така го проектирам, меѓутоа мислиме дека сме суперхерои, дека ќе се спротивставуваме на неправдата, дека ќе исправаме нешто, дека ќе работиме за колективно добро, дека ќе го подобруваме потенцијалот на општествениот развој, меѓутоа кога ќе дојдеш во новинарството и она што ти го кажа, кога ќе се соочиш со некоја сурова реалност каде што де факто си подложени на притисоци, на манипулации, на некогаш и, како да кажам, некои превирања во самата наша новинарска фила кои што се многу чести фракции така натаму, да до ден денеска не знаеме да направиме, како да кажам, стрикна демаркација помеѓу професионалното и непрофесионалното новинарство, затоа што премногу го има непрофесионалното новинарство. Колку се разликуваат тие твои дефиниции за новинарство пред да се бавиш со новинарството и откако влезе во новинарството? И уште едно прашање сакам да ти поставам. Кога зборуваме за новинарство, ние зборуваме можеби од некој вредносен аспект. И тоа идеалистички може на другите да им звучи многу апстрактно. И луѓето, например, многу често не разбираат или не знаат која е суштината на нашата дејност. Да треба да му објасниш на едно дете од 7 години или не некој просечен гледач и просечен граѓанин, што е новинарството во неколку реченици? Како ќе го дефинираш новинарството? Да, тоа сакав да кажам сега, бидејќи го спомна апстрактното, дека мислам дека токму таму и се прави таа, како да наречам, поделба повеќе. Не само поделбата, туку мислев повеќе на моментот на разочарување, заради тоа што најчесто, особено луѓето јас со кои што работам, влегуваат во ова од идеолошки причини. Заради тоа што прво сите ние имаме многу силен сензибилитет за неправда. Јас кога ќе видам неправда, едноставно тоа природно реагираш. Не можам да не изреагирам, без разлика дали е во некоја интимна атмосфера, дали е на јавно место, мислам, каде и да е, и едноставно јас мојата работа си ја гледам како канал преку кој што можам да се справувам со потешкотиите од неправдата која постои на светот, која е неизбежно веројатно да постои, ама за да можам јас да живеам со ова и да се справам со ова, го најдов новинарството како механизам да се чувствувам дека бар јас го давам мојот мал придонес на светот за да се борам против неправдата. Не е тоа многу голем придонес, кога ќе погледнеш големата слика. Тоа е првиот проблем што се појавува, кога ќе сватиш колку тешко се менуваат работите. Бидејќи, како што кажав, кога почнуваш, и мислам дека не е тоа само за твојата слика за новинарството претходно, туку тоа е една карактеристика на младите луѓе на околу 20 на години. Премногу сме идеалисти. Значи, мислиме дека, стварно, како што кажав, мислевме дека планини ќе поместуваме, дека готово, еве сега ние, бидејќи многу сакаме, ќе го промениме општеството. И после сваќаш дека не е така и дека ова е една толку тешка борба, каде што ќе треба со зрнца од победи да се задоволуваш, само за да добиеш сила да продолжиш понатаму. И ако треба да го објаснам новинарството, мислам дека според мене вистинското новинарство е тоа постојаната борба против неправдата и постојаното расветлување на неправдите кои што се случуваат насекаде. Мислам дека тоа е нашата главна задача. Зошто викам постојаното? Заради тоа што дел од борбата на новинарите е постојано да почнуваш одново и одново. Денеска ќе паднеш, утре почну буквално, да си го замислиме Сизиф среќен, што рекол Ками. Мислам, бидејќи немаш друг избор, едноставно мора постојано да почнуваш одново и одново и одново. И да се соочиш дека победите ќе бидат многу мали, дека ќе бидеш многу пати на дното и ќе биде многу тешко. Јас искрено имав еден обид за заменување од оваа професија, бидејќи имаш еден момент каде што ми дојде до тука. Едноставно сватив дека е премногу мрачна професија и дека
Јас ако константно работам на мрачни работи, ја чувствувам, мислам, дозволувам тамнината да влезе и во мене на некој начин, да. И пробав, мислам, паралелно останав и во Ирола со целата нивна поддршка, бидејќи јас сум од дете практично таму од 21 година, сега имам 30, буквално ме оставија некако, оди, ти прошатай во светот, види што има таму, ама тука ти е местото секогаш ти го чуваме и паралелно пробав уште нешто да направам, отворив продавница за растенија, каде што се беше весело и среќно и зеленило, нели? И еден ден се разбудив и си реков, што правам јас со животот? Мене ова не ме исполнува, едноставно, јас сум пак длабоко во себе сум несреќна заради тоа што очигледно е дека Сизиф сака да го бутка каменот сепак на крајот денот. И така си се вратив и они ме пречекаа со отворени раце и ева сум неколку години подоцна. Останувам. Тоа и јас се обидувам да го кажам и да го потенцирам како важен момент за да се бавиш со новинарство, мораш да имаш и таков карактер, мора етосот да ти биде, духот да ти биде таков. Затоа што техниката ќе ја научиш и занаетот новинарскиот ќе го научиш и ќе научиш како да пишуваш убави текстови, може ќе научиш да правиш и убави прилози, нели зависи во кој медиум работиш. Меѓутоа, ете тие одлуки кога животот ќе те стави на тест дали да продолжиш со професијата или не, а тоа се навистина тешки одлуки каде што буквално имаш две спротивни раздвоени патишта и едноставно мораш во тој момент да ја донесеш конечната животно важечка одлука. Тоа е тој карактер што те тера и понатаму да се бавиш со новинарство. И покрај тоа што, знаеш, на луѓето во јавноста им изгледа, тие гледаат само убавата страна. Тие го гледаат оној момент, оној еден час од нашето секојдневие кога ние сме пред камери и кога нели ја професионално ја обработуваме темата и обувуваме нашата професија, меѓутоа надвор од сето тоа, сите подготовки да се живее со новинарскиот терет, со притисоците, со малите плати, тоа е навистина едно голямо искушение, кој што ако ја немаш едноставно таа апстрактна идеалистичка љубов кон својата професија, ја не замислуваш како нешто што е благородна дејност, тогаш веројатно ќе паднеш на тестот кога животот ќе ти го донесе тоа. Кога сме веќе на тема притисоци, како се справуваш со притисоците? Затоа што ти си релативно млада личност, меѓутоа во однос на тоа што работиш многу сериозни теми и ИРЛ како медиум работи многу сериозни теми и чепкате во корупција и чепкате во високопрофилен криминал, економски криминал и таму едноставно интересите на многу моќници се загрозани и тука имате многу често оркестрирани напади, некогаш се тоа виртуелни напади, некогаш се дигитално насилство, не знам како, меѓутоа многу често се мета на притисоци, на закани, на уцени. Како ти како млад човек реагираш на тоа? Да, сме. Тоа сакав да кажам дека од луѓето околу мене, например, ја добивам поддршката во смисол браво за ова што го правите, но исто така ќе добиваме коментарите, вие сте луди што ова го правите, зошто го правите, на твое место не би го правела, можеби треба да размислиш за нешто друго. Така што мислам ги разбирам кога ќе погледнеш, мислам не е жртва, сам не го гледаме ние како жртва, бидејќи очигледно не би правела ништо друго, но тоа со притисоците е веројатно најголемиот проблем, заради тоа што си премногу изложен и даваш дел од себе, значи дури кога не се напади во смисол на оркестрирани медиумски хајки, дури кога се само коментари за твојата работа, тешко е да се носиш со сето тоа и треба да работиш многу и на своето его за да можеш да примиш критики со отворено срце и душа и да ги послушаш и да ги примениш, заради тоа што толку е јавна оваа работа што буквално јас се што правам речиси е на ачек. Буквално може секој да го види, може секој да го искоментира и може секој да има мислења за тоа. Да работев нешто по-приватно, немаше некој мене секојдневно да ми ја коментира работата, така што и тоа е еден момент што е тешко за спровање. Повеќе, да, дефинитивно. Да, мислам тоа е цената што ја плаќаш од друга страна, па кога ќе направиш нешто добро, добиваш многу пофалби, што кога работиш нешто приватно не ги добиваш. Инаку за притисоците јас бидејќи од моментот кога почнав ИРЛ е таква, мислам, природата на истражувачката работа, од секогаш сме биле мета на напади на притисоци. Прво одам на психолог долги години, мислам дека тоа е задолжително нешто што секој без разлика колкава е обемот на проблемите треба да го прави, нели како дипломиран психолог ја сватив важноста на тоа рано. Друго, мислам дека е многу важно да се обрати големо внимание на приватниот живот, односно да има еден момент, иако ова многу тешко, кога ќе се дојдеш дома да заборавиш на работата и речиси невозможно,
Многу е важно да поминеш време со луѓе кои што нема да име гајле ти што си правил денеска на работа за да не те не прашаат воопшто. Што те прифаќаат буквално како што си. И најтешкото досега нешто што го имам сработено беше дефинитивно за кочани, заради тоа што прво поради природата на самото истражување и на трагедијата која што се случи, второ заради тоа што траеше многу долго и трето заради тоа што само што го објавивме истражувањето, наместо да можеме да се опуштиме малку после целата таа работа, ние бевме мета на 3 или 4 напади во рок од 2 недели. И тоа на тривијална основа, тотално. Да, буквално. Тоа ми беше најтешкиот момент за справување, не толку заради тоа како ние се носиме со ова, туку заради како родителите и луѓето од Кочани ќе се носат со ова, заради тоа што они веќе беа доволно подложени на конфузија и на напади од различни страни и буквално беа колатерална штета на некој начин во една медиумска војна која што се создаде околу истражувањето и мислам дека тој беше најтежок момент за пребродување, заради тоа што ние се чувствувавме виновни да не на нив им ја продлабочуваме болката со тоа што они некако станаат дел од ова, од друга страна јавноста мора да ја знае вистината и тие мора да ја знаат вистината и заслужуваат и секако сакаат да ја знаат, така што тоа беше една од оние тешки одлуки кои што мораше да се направат и во тие моменти искрено најдобро се справував со музика. Може би звучи не знам музикотерапија. Па да, и тоа не сама дома, заради тоа што тешко е да избегаш од мислите кога си сам, ама среќа се погоди да е летниот период и рана есен, па имаше многу настанени Скопје и гледав секој пат кога имам тежок ден на работа или ако сме имале тежок ден со истражувањето или со нападите, вечерта да ја поминам на некоја свирка или концерт, каде што ќе може да буквално да се опуштам и да го исклучам мозокот. Да. Ти си психолог, сега веројатно ќе ми помогнеш да ги разберам поубаво концептите, затоа што и пред малку го читав баш новиот нацрт за кодексот на етичкиот кодекс на новинарството и таму имаше една реченица каде што се прави практично дихотомија помеѓу воздржаност, односно воздржано известување во случај на трагедија, како што го спомнати, и потребата да се покаже новинарска емпатија кон жртвите, односно кон сите кои што се засегнати и погодени од настанот. Исто ли е да покажеш воздржаност и дали покажувањето воздржаност и ладност во одредени ситуации кога си пред камера или кога известуваш за некој трагичен настан, дали со самото тоа покажуваш емпатија и како воопшто новинарот покажува емпатија, затоа што ние мора да внимаваме да не ја поминеме таа линија на емпатија и патетика, да не влеземе во драми, мора да ја задржиме објективноста, а сепак од друга страна ни е нужна емпатијата за да не претераме со изнесување на некои судови кои што се несмасни во тој момент. Психолошки, како да го постигнеме балансот помеѓу емпатијата и воздржаност? Да, јас мислам дека објективноста и воздржаноста од една страна не се исклучиви заемно со емпатијата, дека можеш да ги имаш и двете, ти можеш да останеш целосно објективен, но сепак да покажеш емпатија, бидејќи пред се, никој не сме да заборави дека ние сме на прво место човечки суштества, а на второ место сме новинари. И мислам дека бар јас тоа го приметив во Кочани, новинарите понекогаш и снимателите исто понекогаш толку ќе се заборават во нивната улога на новинар, што забораваат дека пред нив стои човек кој го изгубил своето дете и кој во моментот ја доживува најголемата болка што еден човек може да ја доживее. Така што мислам од тоа или некогаш, знаеш, во трката по ексклузива, новинарите знаат да бидат нападни, знаат да бидат дури малку агресивни. Сега би било нефер да зборувам за агресивност и нападноста за дневното новинарство, заради тоа што нашата работа е малку побавна и ние можеме да си дозволиме да оствариме еден бавен контакт со нашите сведоци. Тоа многу помага на некој начин. Инаку јас бидејќи многу разговаравме ова и со колегата Јанев со кој што заедно го правевме истражувањето, јас многу научив од него, бидејќи јас иако сум психолог и го имав знаењето, тој се гледаше дека го имаше искуството, да. И имаше еден многу посебен пристап со родителите конкретно, на кој што јас навистина се восхитував на тој пристап, заради тоа што тој пристап беше пред се човечки.
И баш после тоа го прашав, дури и кога ги правеше интервјуата, он не им прави во ниеден момент на луѓето да се чувствуваат непријатно, не ги поставува прашањата нападно, не прави притисок, а пак на крај е многу објективен, непристрасен и го вади точно тоа што е важно за самата приказна. И баш го прашав што си размислува во моментите пред да почне и он ми рече секогаш тргнувам од емпатија заради тоа што прво пред да го поставам јас прашањето, првото нешто што помислувам е дека овој човек поминува низ неверојатна болка во моментов. И тоа мислам дека никогаш не смееме да го заборавиме, дека прво треба да тргнеме со што му се случува на човекот пред мене, значи не зборуваме само за сочувство, бидејќи сочувството и емпатијата се различни. Што сочувство, јас можам нели да те сожалувам, да си замислам како тебе би можело да ти биде да ми е жал за тебе, но емпатијата значи дека јас вистински можам да почувствувам како ти е тебе, дека јас буквално се ставам во твоите чевли и одам неколку чекори во нив за да ја почувствувам твојата болка. И мислам дека доколку тоа го размислиме пред да разговараме со било кој соговорник, бидејќи во новинарството многу често разговараш со соговорници кои што поминале низ некаква траума, значи прво да си замислиш како му е новој човек, како мене би ме било на негово место, кои се емоциите кои што ги има, не само траума, еве трема може да има некој човек во моментот, много така може да природно, чувствува притисок, може да биде под стрес. Прво тоа и тоа се некои толку едноставни работи кои што ако ти ги чувствуваш, другиот човек секогаш ќе ги примети. Тоа може да е поглед, како на психолог кога одиш. Многу има разлика помеѓу психолог кој што ќе ти даде поглед полн со утеха, разбирање, сочувство и емпатија или психолог кој што ќе те гледа ладнокрвно. Тие работи не се според мене заемно исклучиви. Ти можеш да ти понудам да видиш дека јас навистина сочувствувам и сум тука со тебе заедно во ова, а од друга страна дека јас ќе ја држам мојата објективност како новинарка и дека мојата цел е сепак нели вистината да излезе на виделена без разлика каква и да е таа. Да. Не знам дали го одговорив. Баш прашањето. Да, баш убав одговор ми даде и полн со примери, тоа е исто нешто што вака создава впечаток дека можеме да научиме многу лекции практично преку искуството на другите луѓе многу учиме и тоа е нешто што мислам дека малку повеќе треба да го имаме во смисла на искуството, искусните колеги кои што ти го кажи со својот сопствен пример, колку е благородно да имаш до себе некој човек кој што ќе ти го несебично пренесе своето искуство и кој што практично ќе ти ги исцрта патеките на новинарството и ќе можеш едноставно да имаш алатка да ги преживееш сите такви моменти со кои што сите што го работиме новинарството се соочуваме. Во архитектура на социјални односи можеби тоа ќе го наречеме доверба и постојано зборуваме за доверба и ти го даде пример од психолог кога ќе му дојде клиент на сеанса треба да ја стекне неговата доверба. Новинарот исто така треба да ја стекне довербата на својот соговорник и така натаму, особено во вакви критични, трагични случаи за кои што известува. Меѓутоа има ли довербата доволно во новинарската кохезија? Дали новинарската група или фела во Македонија има доволно кохезија помеѓу себе? Знаеш зашто те прашувам? Затоа што баш пред да почнеме со снимање на подкастот коментиравме каква е нашата новинарска фела. Дали сме доволно солидарни во одредени случаи и да застанеме во одбрана на јавниот интерес сите, или тогаш кога навистина треба најголема поддршка да се истера некоја тема и да се одбрани јавниот интерес, се појавуваат табори во новинарството кои што напаѓаат групно и се создава како паралелна реалност, на некој начин хегеловска теза и антитеза. И тоа навистина многу го раствара проблемот со кој што се занимаваме, јавниот интерес, вистината, правичноста. Како гледаш на состојбата со современото новинарство баш во однос на солидарноста помеѓу новинарите? Мислам дека треба да се разграничи дека на новинарските интереси не се секогаш на иста линија со јавниот интерес. Да. Најпрвен кога го почнам прашањето, секогаш кога ќе се спомнат новинари, јас се помислувам на добрите новинари и прво мислев за кохезијата таму, бидејќи таму има многу несогласувања помеѓу добрите новинари, но јас тие несогласувања би ги оценила
некако толку негативни, заради тоа што мислам дека е добро што ние во новинарската професија многу често се прозиваме едни со други кога правиме нешто што е погрешно и тоа ни дозволува да растеме и да стануваме подобри во нашата работа, а дека ќе има несогласување тоа секогаш ќе има, бидејќи тоа го приметив дека буквално го има во секоја можна фела, значи од фитнес фелата до, значи не постои фела каде што луѓето помеѓу себе не се во некаков конфликт, ама сега откако ги спомна таборите, натаму не ми ни отида паметот, заради тоа што јас тие луѓе толку многу ги судам за тоа што го прават, што понекогаш ми е тешко и да ги ставам во кошот на новинарството, заради тоа што сакам да го гледам новинарството како група на луѓе кои што работи за јавниот интерес и за граѓаните. Ова не се луѓе кои што работат за јавниот интерес и за граѓаните, бидејќи ако новинарството според дефиниција го гледаме како такво, тогаш тие не спаѓаат во таа дефиниција, заради тоа што тие го прават ги бранат интересите на елитите, односно ги бранат интересите на политичките партии, ги бранат интересите на бизнис поединци, буквално или личните интереси. Или личните интереси, кои личните интереси се поврзани со нивната потреба за стекнување на капитал или материјалистички некои пореви, да. Апсолутно, заради тоа што сепак на крајот денот голем дел од нив се платени за тоа да го зборуваат. И како да се справиме со нив, Деница? Што може новинарската фила да прави? Дали е доволно само да го осудуваме тоа и да излегуваме со соопштенија на еснавските здруженија да кажеме ова не е добро или со Facebook статуси, или има некој правен начин како можеме да се справиме, да кажеме според дефиниција ова е новинарство, сето она што не е новинарство да го наречеме со своето вистинско име. Како би било тоа име? Да, проблемот е што ние кажуваме, ама мислам дека тоа што го кажуваме повторно останува затворено во нашите тесни кругови и само ние ги знаеме тие работи. Мене ми беше, например, многу тешко во некои моменти да им објаснам на луѓе дека Зоран Божиновски Бурев весник не е вистински новинар и дека тие статуси што он ги пишува, дека тоа не е новинарство, уште помалку истражувачко новинарство. И дури имав една ситуација со еден повозрасен човек, случајно се запознавме на едно место и ми рече, мене омилен новинар ми е Бурев весник. Да. И ја се викам, што правиме ние, Мислам и да е некој таблоиден новинар и да го наречеш новинар не е греф, меѓутоа него да го наречеш новинар за мене е абсурдно. Како ќе го објасниш се ова? Искрено, ова е многу голема дилема, мислам дека за сите јас не би го имала ни одговорот на ова прашање. Мислам дека голема штета прават социјалните мрежи во ова, заради тоа што дадоа платформа буквално на секого, на оно што заслужува и оно што не заслужува. На социјалните мрежи нема никаков филтер за проверка. Порано кога постоја телевизија, весници и радиа, колку и да се злоупотребува и таму информациите се злоупотребува граѓаните, сепак некаков филтер на основно достоинство постоеше. Тука не постои никаков, буквално лица како Зоран Божиновски се слушат со навреди, со деградирачки термини и луѓето и тоа го сметаат за новинарство. Така што мислам дека треба да работиме на поголема... И граѓаните се ставаат у позиција на навивачи, а не го гледаат својот интерес, затоа што професионалниот новинар го брани интересот на граѓанинот, тој не бара граѓаните да заземат страна. Единствена страна што треба да ја заземат е својата во борба против институциите или државата, доколку се установат такви пропусти во работата на државните институции. Многу си храбра, морам да ти кажам, многу си млада, многу си храбра. Ја мислам дека ваква храброст не сум видела никај многу поискусни новинари кои што навистина поминале многу низ животот и да кажам народски оттрпнале, ама навистина не очекува ваква изјава, тотално ја пресликува современата слика во новинарството и тоа многу убаво го правиш преку примери за да можат сите да го разберат. Но зборуваме за сегашната состојба на новинарството. Многу често во јавниот дискурс се зборува и за иднината на новинарството и баш во новиот предлог етички кодекс кој што сега стигна до сите новинари, се одделува еден член токму за вештачката интелигенција и за текстови кои што се генерирани со вештачка интелигенција. И таму етичкиот кодекс вели се забран, односно професионалното новинарство не подразбира целосно генерирани текстови со вештачка интелигенција, меѓутоа тоа масовно се користи. Кој е соодносот на користење на вештачка интелигенција во новинарски содржини? Дали воопшто смее
да се користи генерирана содржина со вештачка интелигенција, дали тоа смее до 20% да биде со однос од 20% генерирана содржина, 80% авторска, или до каде одат тие граници на превирање на вештачката интелигенција во новинарството? Мислам дека ова е истиот проблем како проблемот со социјалните мрежи, дека технолошкиот развој оди напред, а ние не успеваме да го стигнеме, туку буквално кога веќе отиден, ние се качуваме на возот и се возиме наместо да преземаме контрола врз целиот воз. Мислам дека, знаејќи дека вештачката интелигенција доаѓа, како фела требаше многу порано нешто да направиме и требаше многу порано да ги поставиме правилата на тоа што е дозволено, а што не е дозволено, бидејќи сега не постојат никакви правила и стандарди и буквално секој го користи според тоа како тој смета дека е правилно да се користи. И например има луѓе кои што го користат за истражување, што е многу погрешно заради тоа што моделите даваат погрешни, тоа се сепак јазични модели, тие даваат погрешни податоци. Друго се користи за пишување на вести, каде што луѓе што не го користат многу често не ни приметуваат колку е очигледно дека ова напишано со вештачка интелигенција. Многу се познава, да, во суштина. Друго, давање на доверливи информации, исто така и за тоа немаме ние некој сериозен правилник. Например, колку смеам јас информации да му дадам ако работам на истражување, да речеме, затоа ние во идола за истражување не го користиме заради тоа што ние уште не знаеме овие модели колку ги чуваат податоците, колку време ги чуваат, каде ги чуваат, кој си има пристап до тие податоци, што ако јас дадам некои многу сериозни податоци, бидејќи ние работиме на светски истражувања, го нахранам моделот со информации и после јавно излезе препушта да објавите. Да, или било што да се случи, така што мислам дека тотално сме неспремни за ова што нас најде со вештачката интелигенција. Јас, според мене, и како јас ја користам во мојот живот, мислам дека има правилни начини на кои што можеш да ја користиш. И мислам дека во моментов, додека се уште немаме точни правила и додека се уште не сме запознаени со опасностите од користење во новинарска или истражувачка работа, дека е најфер да ја користиме за оние работи legwork што ги викаме ние во новинарството или во продукција, работи кои што му одзимаат многу време на човекот и кои што може вештачката интелигенција да ги заврши за тебе, за ти да може да се фокусираш на работите во кои што си вистински добар, каде што се бара твојата креативност, каде што се бара новинарскиот инстинкт за истражување, за пишување, бидејќи сепак не мислам дека подобро пишува вештачката интелигенција од било кој од нас. Тие работи се, например, транскрипт. Правење порано, ние сме куцале транскрипт од 2 часа интервју, на колку сати ти треба тоа да го искуцаш и сега јас цел ден мој ќе го изгубам за да искуцам транскрипт. Сега го давам интервјуто на алатка, алатката ми вади готов транскрипт кој што е многу точен и јас можам моето време да го потрошам на читање, на истражување, можам да пишувам, можам на крајот денот и слободно време да имам и да се одморам од работава. За преварување, например, во огромни датабази. Има, мислам дека многу начини на кои што може да се користи и во продукција исто многу ја користиме баш за вакви работи. Графичкиот дизајнер исто многу ја користи за работи за кои што порано би му требале 3 сати, 4 часа, сега за 1 час си готов. И ова е автоматик само 2.0 верзија, како напредена верзија на автоматик. Можеш да превземеш повеќе обврски, можеш да си посветиш повеќе внимание на работите кои што се навистина важни, така што ја мислам тоа е баш за мене асистент. Ние не смееме да дозволиме да асистентот да управува со нас. Ние треба да управуваме со асистентот. Јас така го гледам, бидејќи ChatGPT например користам, ја ChatGPT го гледам како мој асистент кој не е баш добар, туку е асистент кој што јас постојано треба да го обучувам и се мачам со него цело време, ама го гледам како асистент на кој што можам прости едноставни задачи му дадам, ама никогаш нешто сериозно не би му доверила, туку едноставна работа која што ја послушам 100.000 пати ќе ја проверам. Ама текст да ми напише или не можам веќе да ги гледам описите искрено со ChatGPT. Ова не е тоа, туку ова е тоа и тоа. Со епитети, со драма, некоја јазична, тоа е чудно. Знаеш зашто го користам ја ChatGPT? Тоа е единствен момент кога го користам ChatGPT кога имам проблем со самодоверба. Не знам дали си приметила кога ќе четаш со него, кога ќе правиш некој најобичен муабет, например денеска не ми се допаѓа како ја напиша веста за нешто. И сега ChatGPT прави се да ме убеди дека јас сум ја направила веста добро и покрај тоа што сум јас свесна дека веста е очајна. И затоа велам кога имам проблем, confirmation bias. баш така. Цело време има
момент на потврда, да ти потврдува и никогаш мислам дека не се спротивстава. Заради тоа што ако ти му поставиш прашање, а многу често прашањето ќе биде наведувачко, бидејќи ние не можеме да се апстрахираме од хипотезата која што сакаме да ја докажеме и буквално он ќе те бутне во таа насока, ќе донесе на целосно погрешен пат и ќе те лаже за информациите. Ако му речеш дека лаже, ќе ти рече да, признавам. Да, и се да, сгрешив се, свинувам. Тотално интересна алатка, знаеш у кој момент ја користев кога пишував збирка раскази за научна фантастика и сега обично научната фантастика нели се врзува и со теми како вештачка интелигенција, подамот развојот и колку вештачката интелигенција ќе ни го одземе нас битието, суштината на човечкото постоење. И има кон средината на минатиот век има едно истражување, Турингов тест се вика, кога не е практично на просечниот гледач не може да му стане јасно од прва дали некој текст е генериран од компјутер со вештачка интелигенција или е напишан од човек. И јас тоа сакав да го тестирам у таа збирка на раскази, практично додадов еден расказ кој што беше целосно напишан од ChatGPT. На промоцијата на книгата мислам дека само 2 погодија кој е расказот кој што не е мој и тоа погодија некако прв избор, туку како редица од избори, па у тоа може да спадне и тоа. Сакам да ти кажам дека навистина станува проблем кога вештачката интелигенција генерира и мислам дека тоа тек е станува проблем во иднина, дека не можеме ние да демаркираме, да разграничиме конечно што е производ генерирано со вештачка интелигенција, а што е човечки фактор. Дали е тоа поради нашето заслабено и неизострено расудување на реалноста, дали ние сме премногу во виртуелниот свет, па не можеме веќе да разграничиме што е човечко, што е природно, а што е вештачко и виртуелно, дали е тоа затоа што тие многу брзо се унапредуваат алатките на вештачката интелигенција, тоа ќе оставиме времето да каже, меѓутоа во интерес на времето само уште едно прашање. Ова го правам секогаш како заклучок со новинарите. Тебе нема да те прашам дали вреди да се бавиш со новинарството, затоа што веќе ми го одговори тоа прашање. Меѓутоа ми кажа дека многу често си била наведувана од страна на твоите родители, блиските луѓе, нема да се бавиш со новинарство, данокот на професијата е огромен. Што ти ќе ги советуваш младите? Може би во иднина твоите деца или некој близок, твоите внуци или твоите пријатели, дали би ги советувала воопшто да се бават со новинарство? Дали новинарството денеска е исто посакувана професија како што беше во некое свое златно време или некако се изгуби вредноста на новинарството? На каков тест ме стави сега? Баш ме интересира што ќе ми одговори. Леле, чекај, ова е многу тешко прашање. Многу ме интересира ова е многу тешко прашање заради тоа што јас минимум еднаш годишно се размислувам дали да се откажам. Стварно е многу тешко да останеш во ова. Мислам, има моменти каде што толку си на дното што ништо веќе ти нема логика и поента и после тоа ќе дојде некоја мала победа, нешто малку ќе се случи. Некој ќе биде некој виновник ќе биде уапсен заради твое истражување, некои луѓе ќе стигнат до вистината, нешто ќе се случи, ќе се спаси некое природно богатство, било што, и после си го земаш тоа и вака си го чуваш во едно ковчеже и секогаш му се навраќаш кога ти е најтешко, си речеш чекај, ова сепак вредија. Јас ако треба да го дадам овој совет, да, затоа што нели секогаш говориме дека ние се ставаме, ја имаме таа обврска, можеби да се ставиме во чевлите на другите, па затоа и ме интересира, ретко нас не прашуваат за мислење, обично ние прашуваме, нели, бараме мислење од други, затоа што не рачунаат за експерти за ништо, нели, ние сме новинари што само пренесуваме, и кога би не прашал некој за совет за нашата професија, што би му кажале ние? Да, за жал, ако размислувам како здраворазумен човек, како психолог, како човек кој ќе има во моментот близина со луѓето кои што би го прашале, би рекла не, заради тоа што знам јас нешто сум поминала и моите колеги нешто поминале и какви жртви се направиле за приватниот живот, за семејството, како тоа се одразило после на семејството, ќе има луѓе кои што од фамилијата нема да ти зборуваат некогаш, ќе има луѓе кои што ќе бидат многу повредени, ќе има секакви кавги, може да изгубиш пријатели кои што ти биле цел живот.
едноставно ќе имаш стварно многу лоши моменти, ќе имаш премногу стрес и ќе ти убели косата пред време и ќе треба да одиш на психолог долго време, така што од тој аспект жал ми ова што ќе го кажам, но јас на мој близок човек или на своје дете сепак би му рекла не, ако размислам како здраворазумен човек. Среќа не сум тој човек секогаш, ако размислувам како идеалист, тогаш би рекла да, бидејќи мене ако некој ме праша, јас уште 100 пати ова би го направила. Се вратам во времето да се родам, уште 100 шанси да добиам да правам нешто друго, јас пак би го направила ова на крај, заради тоа што мислам дека да останеш пасивен и нем во ваков свет, не само во Македонија. Буквално еве што се случува во светот да погледнеме, мислам во свет кој буквално се распаѓа, да останеш пасивен и нем, ти си соучесник, малтene, и мислам дека секаков можен труд од страна на поединецот е важен за ние да стигнеме до било што. Јас сум си го одбрала ова како мојот труд што ќе го дадам и не викам дека е правилно за секој. Секој може да си го најде своето, може да биде и во култура некој да го прави, може некој да пишува книги, може некој да твори музика, може некој да влезе во политика. Има многу работи што може да ги направиме за да се бориме. Новинарството е тешко, ама и сите други работи се тешки ако сакаш да се бориш, така што како идеалист би рекла да, оди направи го тоа, заради тоа што на крајот денот ако навистина имаш толку голем проблем со неправда, мислам дека единствениот начин да имаш peace of mind и да си вистински стабилен и смирен на крајот денот е да знаеш дека ти активно предонесуваш и правиш нешто. За мене овој разговор беше вистински ужиток. Верувам дека таа енергија ја пренесовме и на гледачите. Те чекам во некој нов подкаст, да до тогаш ти посакувам многу среќа и остани во новинарството. Ти благодарам многу.